Јас сум Јас сум она што не се гледа на Инстаграм. Амбициозна. позитивен. Широка насмевка. Љубов. Јас сум мог. Јас сум храбар. Јас сум другар. Секогаш се слушувам, советувам и помагам. Јас сум доволна. Многу често знам да зборам за моите чувства и за емоции. Родител или било шо, секој од нас си има некој со кој разговара за се. Не значи дека пред некој непознат нема да се отвориш. Може и тоа да се случи, ако мислите дека ние мажите не оговараме и ние мажите, нормално. Кога е загрозено здравје, дали на мене, дали на моите најблиски или ете на, да речем, поблискиот круг, тоа знае највеќе да ме погоди, буквално ме вади од колоси. И тогаш знаат да ми дојдат солзи. Ете, конкретно што се случи ситуацијата во Кочани, неколку пати ја преплакав. Колку смиташ дека после таков настан е значено менталното здравје? Премногу. Во Кочани реално дојдоа доста психолози, психијатри кои што разговараа со луѓето, кои што се понудија за помош, се трудат да разговараат со секој кој што има потреба од разговора и тоа зависи од самите луѓе. Некои се отвараат, некои не се отвараат, али јас препорачувам на секој од нив да се отвори барем пред оние професионални лица кои што се занимаваат со тоа. Здраво и добре дојдовте во уште едно ресетирање, односно подкаст за ментално здравје. Тема која што верувам дека обожавате да ја следите, што тука, што надвор. Има разноразни подкасти на вакви теми. Па верувам дека сакате нешто ново да слушнете од луѓе кои што сме ги гледале на различни гостувања. Меѓутоа, не знам колку ги знаеме подлабоко од тоа. Денеска ќе ни гостува едно лице кое што е доста познато на јавноста. Го почитуваат луѓето за изминатите активности кои што ги имаат направено за Супорт Кочани. Меѓутоа, денеска е присутен овде да го запознаеме од поинаков агол. Мене ми е многу драго да ви го представам Ненад Вржалски, да видиме што се крие внатре во него. Здраво и добро дојде во Ресет. Добре најде, фала ви за поканата. Преубаво ви е тука, морам да кажам уште од Тоа почеток. прво ќе те прашав. Значи, мораш прво да ми кажеш. Се сум се потрудила. И цвеќето да биде такво, на бело да удри, на црвено нешто, имаш и водичка пред тебе, да ти ми е добро само. Супер, да ти кажам право, многу се осеќам, преубава атмосфера. Пред да почнеме, јас би сакала да ги поздравам нашите подржувачи на Reset подкастот, а тоа се Smart Living, Dongfeng, Eastgate, Fashion Group, Studentaria, Octay Hair Studio, F-Stop, Printing, Pen and Print, како и Creative House M за вецекиња овде. Морам да кажам дека за мојата шминка и фризура, како и за стилот, како треба да изгледа, се погрежи Octay CD. А сега се враќаме назад на тебе, Ненад. Како си ми најпрво? Рече дека си добар, се одморили периодов. Чувствуваш ли умор од гостувања? Не. Периодов не бев толку многу на гостувања, повеќе се погрижив околу така себе си, пробав да направам некое патување, така бев малце до Кипар, малце до Грција, малце до Хрватска. Може да кажам дека и највеќе ми исполнува тие патувања што си ги правам. Умор од гостувања немам, а од работата можеби да, со сите настапи и со плюс работава што ја работам. Знае некогаш да е малку напорно, ама си наоѓам време и за себе, си наоѓам време и за одмор. Тешко ли ти е да ги гледаш луѓето во очи кога зборуваш? Затоа што Не. гледам дека сакаш да раскажеш некој дел од својот живот, ама некако избегнеш да ме погледнеш. Не, кога размислувам, тогаш се вртам некаде за да можам подлабоко да навлезам во темата на која што размислувам моментално, затоа што ако гледам одредена персона во очи, не можам да се фокусирам на проблемот на кој што дискутирам. А има ли проблем? Па мислам дека нема, ама конкретно, нека не биде на проблемот, нека биде на темата на која што разговара. Знам да, пример, ако гледам некаде вака, пример, во некоја слепа точка, можам да навлезам подлабоко. Ако гледам во тебе, не можам толку длабоко да навлезам. Морам малку да те скокотнам, чисто да онака да те опуштам. Да излезеш од онаа комфорт зона на која што си навикнал на различни гостувања, затоа што овде буквално ќе се опуштиме, буквално ќе се ресетираме и можеби ќе
нурнеме подлабоко во нашите душички сладки, а верувам дека и ти имаш таква една, само што се сомневам дали ќе ни дозволиш малку да видиме таму што се случува и што има, со оглед на тоа дека си малку и професионално излезен, си имаш некоја слика за себе изградено. Так. Имам, се трудам да постигнам многу повеќе од тоа, од друга страна, мислам дека немам проблем да се отворам, да си кажам за себе си, така да мислам веќе имам доста зборено, така да мислам дека нема да биде проблем да навлезеш подлабоко во тоа кој сум јас. Како би то пишале твоите пријатели, кога би ги прашале, еве вака, во неколку збора, кој е Ненад? Надвор од овие гостувања, приватно. Мислам дека за мене сите ќе кажат дека сум неуморен, дека сум цело време под некаква газ турбо, дека сум премногу хиперактивен и темпераментен, и тоа од секогаш, тоа не е само во последните години, тоа е јас како знам уште од мал, уште пред да се сеќавам за себе си, истото ми го зборуваат моите родители дека буквално не сум седнувал, дека сум цело време бил Во движење. Да, во движење, нешто сум правил, нешто сум се занимавал. Вик баш тоа искрено, ете да навлезам уште од самите почетоци, кажуваат родителите и брат ми за мене дека сум бил дете што ќе му даеш една вилјушка и една чинија и ќе си игра цел ден со таа вилјушка и чинија и ќе си измисли 300 приказки со таа вилјушка и чинија. Беше, вика, многу интересно, вика, те гледа, вика, човек, вика, какви се стори, вика, смислуваш, какви се филмови, какви приказки, дури, вика, не беше чудно од кај му се овие приказки, што има гледано. Јас си смислував, вилјушката е лошиот, чинијата е добриот, подат на борба, па тука си прават некои, не знам, заложници, не знам, ќе си навлезам далеко, но битно стварно беше, а така, уште од мал некоја креатива у мене. Дури другарчињева што ми доваѓа, да речем, на гости, кога доваѓа да си играме со моите играчки, тие вика, ајде ако не ти играј си, ние ќе те гледаме. И беше интересно, пошто јас мислел цели приказки. Многу сладко звучи вака. Да, уште од мал. И ете, ќе сум пошол кај другар на гости, и со неговите играчки ќе смислам приказки. Он вика, ја вака си никош си неам играно. Си најгаш ли време да си посветиш време на себе, да си се занимаваш со некоја активност, себе да си играш се уште со некои нови играчки или со некои нови активности? Да. Во последно време, кога не работам со кодирање, кога немам нешто друго, некаква задача која што треба да ја сработам, се играм со музиката. Користам неколку програми за креирање на музика. Ете со помош на оние програми, пошто јас реално знам да ја користам тестатурата за да можам да креирам одредена музика, така да можам на тестатура да отсвирам и гитара, можам да отсвирам и тапани на тестатура. И тоа многу чудно звучи, али веќе во последно време со помош на вештачката интелигенција е доста олеснето. Тоа знам, често си го правам, затоа што имам доста песни напишано, компонирано, си ги имам свирено сам дома со гитарче и сега се трудам на целото тоа да си направам како продукција, мастер позади целото тоа и искрено добро звучи. Во план сум сега да почнам да објавувам, затоа што снимав и неколку спотчиња околу тие песнички. Во план сум да почнам да објавувам. Реално песни беа креирани уште пред трагедијата да се случи во Кочани, затоа малци почекав и уште чекам да помине одреден период, затоа што знам дека тој период не беше дојдено до музика. Така да мислам дека сега веќе поминува одреден период и мислам дека можам да почнам да објавувам такво нешто, пред сега да се шири некоја позитива. Кога твориш музика, кога создаваш некое ново креативно дело, во кои часови најмногу вака се отвараш? Сега знам дека музичарите најмногу во доцните часови се отвараат, си пишуваат. Што се случува кај тебе во тие доцни часови? Се правам во тие доцни часови. Јас не сум morning person, никогаш не сум бил. Не сум ни afternoon person, значи јас сум буквално ноќна птица, откако знам за себе, значи уште од мал. И кога сум бил прва смена на училиште, домашното сум го пишувал ноќеска после 1, после 2. Дори ги чекав моите да легнат да заспиат, па после ќе седнам ќе опишувам домашното. Секое учење, без разлика дали било за испит, за факултет или не знам за некаква писмена или било што, сите можни обврски околу кодирањето што си го работам со софтвер, се правам најчесто после 12, 1, па некогаш и дури покасно.
така баш во ноќните часови, затоа што имам правено компарација кога ќе седнам преку ден да работам и кога ќе седнам навечер и знам колку многу ми е тешко преку ден да сработам одредена работа и доколку мене ми треба 5 сати преку ден за да завршам одредена обврска, одредена работа, вечерта тие 5 сати ги заменувам со 1 или 2. Премногу се буди креативноста, премногу се буди инспирацијата во мене во ноќните часови, а и самото тоа што знаеш дека ништо моментално друго не се случува во градот, знаеш дека нема попаметно место на кое што би бил, знаеш дека моментално најпаметното место ти е да си седиш дали пред лаптоп или не знам, да гледам, може да гледам нешто без разлика дали е нешто релаксирачко или некој туторијал за обука. Знам дека моментално сум на правото место и некако многу повеќе сум фокусиран на целото тоа. Чисто ја спомнуваш работата. Те слушам активно. И многу си горд на тоа што го правиш. Што е за пофалба. Моето прашање е дали некојаш музиката ти е бегство од реалноста и зошто е тоа така, ако е така? Музиката е лек за се, не само за душата, туку и дури доколку би имал некој здравствен физички проблем, стварно музиката знае да излечи. Не знам колку верувате во тоа, но музиката е стварно многу голем лек. Музиката е стварно мотив, инспирација. Мене таа приказка со мојот бенд ми почна пред некои 4 години. До тогаш свирев, ама бев човек кој што свири по запивки. Бев човек кој што свири, кој што искрено мислам дека во Македонија не постои студентски дом кај што немам свирено, не постои ливада, викендица, значи на сите можни викендици, ливади, студентски домови, средношколски дворови, секаде имам свирено. И тоа се знаеш, ќе ја земам гитарата и ќе седиме до сабајле и ќе си свириме и ќе си пееме. Доста луѓе упорно ми укажуваа на тоа како ти треба да почнеш да го креираш, да го правиш и професионално се занимаваш, можеш да заработуваш, јас кажував како нели не сакам музиката мене да ми стане работа, сакам музиката да ми биде едно хоби што ќе ми исполнува, ама после тоа сватив дека доколку хобито го правиш со љубов и со кеф без разлика тоа што ти е профитабилно, не може да ти скисне, не може да ти стане мачно. Јас се уште тоа го правам со многу голема љубов и со многу голем кеф спрема тоа. Знае да ми биде издувен вентил, знае да ми биде онака да појдам да исфрлам таму енергија на тој настап. Од друга страна да им пренесам на тие луѓе што ме слушаат убава енергија. Ова многу често го слушам дека после мој настап мирно спијат кога ќе си заминат дома, дека се на некој начин исполнети. Секогаш се трудам тоа да го пренесам и тоа и го на некој им давам совет на сите музичари кои што го прават ова како на дневна база, да не се фокусираат на она кое што ќе го отсвират или кое што ќе го отпеат, туку да се фокусираат на енергијата која што ја пренесуваат на луѓето кои што ги слушаат, затоа што генерално луѓето кои што доаѓаат на настап не се желни за некоја квалитетна музика. Они се желни да си поминат убаво, желни се да им на некој начин да им пренесиш убава енергија и кога ќе заминат дома да речат на колку убав настап сум бил. А колку квалитетно ќе звучи, колку тоа точно ќе звучи, дали ти ќе сгрешиш акорд, дали ќе исфалшираш, многу не ги занима. Знаеш што ги интересира? Јас ќе ти кажам, како слушател, како човек кој што обожава да оди на концерти, обожава да оди на настапи, сакаат конектирање, сакаат емоција и сакаат нешто да им пренесеш таа вечер. Ти што мислиш дека им пренесуваш со твоите песни? Какви чувства мислиш дека им буди? Се трудам секогаш да се позитивни. Се трудам да пренесам позитивна енергија. Знам многу често да навртам на некои подзаборавени песни од 80-тите, 90-тите, па да се вратат во некое време, особено ако има малце постара публика, да се вратат во некое време од своите, може и средношколски или студентски години без разлика. Али дури и на помладите, кои што гледам дека слушаат, без разлика дали е македонска или ексио музика, кога ќе почнам одредена песна и нив ги враќа на ако се студенти, ќе ги врати на основните дена кога си биле основно, кога си биле средно школа. Тоа се убави моменти кои што треба да бидат незаборавени и треба да цел живот да се потсеќаме на тоа. А музиката е многу добар начин да се вратиш таму. А ти одбираш музика
за да публиката се врати некаде или некогаш и ти пееш нека кој што тебе те враќа некаде? Па и јас знам многу често да и дома да си пуштам некоја песна која што ќе ме врати некаде и да си запеам нешто дали од тоа време. Имаш ли Ете. некоја омилена песна вака во старт? Која што Омилена песна. без некоја песна не може да помине настап. Мораш да ја отпееш таа. При срце ти е, при душа. Во последно време, ај не баш во последните 5-6 години. Многу ги сакам Imagine Dragons. Мене ми се едни од омилени. Coldplay и Imagine Dragons ми се така неостварени концерти. Морам да појдам на тие две групи на концерт. Има една песна од Imagine Dragons, се вика Demons. И ми е песна со која што многу често знам да се разбудам, да кога ќе станам се валја, си ја пуштам прво неа, па да ми почнат сите обврски. Зошто баш таа? Не Мислам, знам, за оние слушни ја. што не ја знаат песната, можеме малку накратко да им кажеме зашто станува збор во неа. Со самото тоа како почнува песната When the days are cold, знаеш, кажува како да ме кога деновите се ладни, кога очите ти се крвави, кога едно друго, размисли да нешто друго, помисли да нешто позитивно и после се во рефренот се враќа дека како погледни ме во тоа кој сум јас, али немој да навлегуваш премногу длабоко затоа што ќе ги извадиш демоните од мене. Тоа му е на некој Во начин. превод емоциите. Мислам дека мисли на нешто малце по-мрачно. Али да, емоциите се дел од тоа некогаш. Дали ти би ги дефинирал твоите емоции како мрачни или позитивни? Не, дефинитивно позитивни. Никогаш не би дефинирал ништо за мене мрачно. Јас стоам позади тоа дека додека здравјето на мене и на моите најблиски околу мене е во ред, не постои нешто што може да ми направи мрачна мисла. Сакам да ми останат мислите позитивни, додека е тоа се во ред, а и генерално посакувам здравје на секој на овој свет. Знаеш тоа, кога ќе се разбудиме некогаш наутро, некогаш и навечер, обично тогаш не фаќаат некои емоции или наутро се буди со некој чувство или навечер пред легнување ти се навраќаат некои моменти. Обично во тие моменти пуштаме зависно од расположение или позитивна или носталгична, нели, музика. Што е оно што тебе најмногу ти пробудува емоции? Односно да бидам уште подиректна. Дали на мажите им е потешко да се отворат за своите емоции, да зборуваат или пак еве слушаат музика, можеби во своето дувло и тешко пуштаат луѓе да им се отворат. Не, искрено не мислам дека на мажите им е тешко, барем не за мене. Многу често знам да зборам за моите чувства и за емоции, али да, мислам дека секој од нас си има на некој начин приватен психотерапевт, дали тоа е најблизок пријател, дали е тоа брат, дали е тоа родител или било што, секој од нас си има некој со кој разговара за се, како да кажем, поголемите држави, каде што малце по се сведено на некоја неблиска форма на дружба, тие најчесто си одат и си разговараат со професионални лица, што не е ништо лошо, напротив го поддржувам и тоа, секој кој што нели си нема пред кого да си ги искаже своите емоции, убаво би било да си побара совет од професионални лица, да си раскаже таму кај баш психотерапевт своите чувства, своите емоции, што му доаѓа, што размислува, и тоа е еден обичен муабет, еве како сега јас и ти што си разговараме, да си ги искаже своите, ајде да кажам, проблеми, па и своите убави работи. После тој разговор очекувам да биде најверојатно, ако не и 99% ќе биде многу олеснат човекот, многу по на некој начин по-позитивен, со поубава мисла пред себе. Овде ние во Македонија, ајде да речем и на Балканот или посиромашните земји, тоа најчесто го правиме со некој близок, што не е и тоа лошо. Мислам дека дури може и подобро е. Некогаш и со непознат човек може и да се прилечаше па да се отвориш, или? Да, мислам дека со човек што те познава од малце поодамна, можеш повеќе да се отвориш и можеш да добиеш конкретен совет, затоа што те знае од многу одамна како функционираш и знае конкретно тогаш кој бил твојот проблем и сега што е твој проблем, исто и ти за него.
и тоа знае да се случува многу често. Ама не значи дека пред некој непознат нема да се отвориш. Може и тоа да се случи, само што може нема да ти даде конкретен совет пошто не те познава толку многу добро. Чисто ми кажуваат, да ти кажам искрено, дека жените, девојките често знаат да се советуваат меѓу себе, што јас тоа нели си го правам, секој тоа го прави. Дали е правилно, дали не е, од кого бараш совет, така? Меѓутоа, ми интересира како вие, мажите, момците, ете што не гледат, младите, видите екраните пред своите телефони или таблети што имаат пред себе, како вие се советувате едни со други? Мажи со мажи, велиш дека имаш другари, како се отвараш, како тече вашиот разговор? За нас знаеме ние девојките, нели, важи дека сме поемотивни, ама вие дека сте силни, не ги отварате своите чувства, како тече тоа? Ја мислам најнормално. Генерално, со неколку блиски луѓе, пријатели, помеѓу кое морам да го спомнам брат ми, имаме најотворен разговор и дури многу често се случува, јас ги викам оние ноќни долги прошетки, кога ќе му пишам ноќеска во 1, во 2, буден си, да, сакаш да прошетаме? И одма знае дека имам некој муавет. Значи, тој е твој знак. Да, ама исто и нив спрема мене, знаеш. И кога ќе видам, знаеш, онака порака, ноќеска, најверојатно не може да спие, сакаш ли да се прошетаме, од една страна е многу окей. Испешачиш, некој знае и по 10 километри да испешачиме, ноќеска ќе почнеме да пешачиме од 2 до 5 савајле, баш кардио, и ова прошетка, природа, ќе се отворат сите можни теми на муабети, од најголеми проблеми што моментално те мачат до најголеми глупости што се дешаваат, некои зафрканци, некои смешни вицови, некои што имаш слушнато вчера, па ќе навлеземе во некоја работа, па ќе навлеземе во некоја иден проект кој што треба да го работиме заедно и направи го тоа, да ми пишеш кој ќе го средиш тоа, па ќе го направиме. Сакаш ли ови да го прашаме, сакаш ли тој да го прашаме, да ќе се направиме и конкретно за работа муабет и за не знам, и ако мислите дека ние мажите не оговараме и ние мажите, нормално. Призна. Кој е прв на тапет? Па не. Како сега не? Нема прв на тапет, секогаш знаеш, секогаш е некој различен, секогаш нешто е слушнали за тој и тој нешто вака така, ама тоа и ќе навлеземе во неговиот проблем, ќе навлеземе во тоа како он се справува со премот и најверојатно и ние ќе научиме нешто од тоа. Да. Само треба да го слушне решението. Точно. Ќе стигне до него. Али да, знаеш, најчесто кога ќе спомнеме некој, дали тоа е некој од друштвото, дали е тоа некој, не знам, мој близок или близок на соговорникот, ќе навлеземе во неговиот проблем, ќе размислиме кој е негов проблем и какво е решението за воиднина, ако, не знам, не дај Боже се случи кај нас таков проблем, полесно да можеме да се справиме со тоа. Кога последен пат пушти солза, вака машка солза, кога збориме проблеми, другари и така натаму, кога чувствуваш дека си најкомфорен за да се олесниш вака? Или чекаш да ти се пренатрупи се и пукаш во момент кога не очекуваш? Кога е загрозено здравје, дали на мене, дали на моите најблиски или на, да речем, поблискиот круг, тоа знае највеќе да ме погоди и тоа буквално ме вади од колосик. И тогаш знаат да ми дојдат солзи. Конкретно што се случи ситуацијата во Кочани, неколку пати ја преплакав. Тој беше стварно напорен период, стварно преголем залак, си зедовме сите и буквално си скративме од нашето здравје. И кога ќе согледаш после се што имаш направено и колку се имаш скратено и дека тоа влијаело на тебе и на твоето физичко здравје, нормално е да ти дојдат и солзи и онака, дури се буди како некој гнев, знаеш, како што си правам на самиот себе, дај малку да се вратам во форма, дај малце да почнам да работам на своето здравје, да почнам малце да одмарам повеќе, да повеќе сум физички активен и сето тоа си доаѓа едно со друго. Така да убаво си каже, кога ќе се натрупат повеќе работи, знаат да наверат и солзи. Проблемите ако не се поврзани со
здравје и живот, најверојатно ќе стиснам зави и нема да пуштам солз. Али ако е поврзано со тоа, ќе ме надвладе. Значи треба да чекаме нешто што ќе биде поголемо за да се отвориме, се олесниме душата. Не, да се отвориме, се олесниме душата може, тоа не мора да е преку солза. Солза знае да навре и од радост, не мора да навре од тага. Така да секојдневно можеш да се отвориш и душевно и се да си кажеш за себе си, а доколку наврат солзи, значи имаш некаква тага, во ред е да ја исплачеш и во ред е после тоа да размислиш на нешто позитивно и да продолжиш напред. Што е она што позитивно ти се случува сега последнав период? Претпоставам дека имаш убави драгоцени моменти кои што се ги споделуваш со неблиските. Која е она прва личност можеби за тие драги моменти на која што и се јавуваш? Имаш ли прва личност? И која е таа? Пак ќе кажам, со сите што ми се најблиски ги споделувам своите убави работи. Од убави работи кои што моментално ми се дешаваат е тоа што пак ќе кажам, работам на остварување на песни кои што се пишувани многу одамна. Баш преди имав во кола прашање од дечките кои што ме донесоа. На што мислиш додека те возат и гледаш пейсаж? Ја тоа го користев да пишувам песни. Најчесто во автобус, додека одев во Битола на факултет, од Кочани до Битола имаше некои 5 сати возење, добри, со застанување секаде. А пак кога се возев во воз, може и 6-7 сати. Пошто имаше и застанување во Велес и уште се. И ми текнува тој период дека гледав цело време низ џам и дека цело време гледаш некои пейсажи различни и онака ти доаѓа некоја мотивација, инспирација и пишував. Многу пишував. Пишував на Nokia 3310 со тестатуричка 2 пати на двојка, 2 пати на петка, 3 пати на шеска. Ама имам да го отворам тој телефон, уште мислам дека е функционален. Сигурно ќе најдам некои 100 напишани песни со строфа, рефрен, со се и можам да ги отсвирам буквално со гитара и да ги испеам. Али тоа беше само некоја unplugged верзија на тие песни, кога сега после долго време барав искрено продуцент кој што ќе сака да застане пози тоа да го работи, премногу знаат да бидат скапи, а и премногу знаат да бидат презафатени, да не можат да ти се посветат, особено кај нас пошто се малце. И седнав сам и дома почнав да си ги креирам тие песни со помош. Морам да напоменам Зоран Стојановски Зонде, како еден од оние кои што ми помогал у целото тоа, и Јордан Манов, Девила и Кочани, они се така дечки кои што разбираат премногу од музика. Имаш ли некоја песна вака, сигурно ги држиш во филка, многу мина од нив, што си ги историл сите емоции таму, па си рекол сепак ова не сакам да излезам во етер, ќе си го чувам само за себе, јас да си го слушам. И имам песни кои што стварно има доста емоции во песните и се трудам секогаш во секоја песна да внесам дел од себе. Премногу има неизвадени песни од оние кои што ги имам напишано. Од оние кои што сега излегува, има една песна која што не е напишана од мене, напишана е од Маријан Нечек од Битола. И јас го малце изменив целиот текст. Поно мижев додека ја пеев целата песна, ти знаев дека кога ќе ги отворам очите, ќе ги видам сите лица пред мене, имаше многу солзи. Можеби немаше да можам да допеам песната, пошто е стварно тажна и емотивна. И тоа се случи, видов, после некој време кога ги отворив очите, беше целата публика расплакана, беше многу емотивно, така да планирам сега прво таа песна да ја извадам, па после да извадам и нешто малце по-позитивно и по-енергично. А од оние кои што се во фиока, ќе почекаат, ќе види и тоа. Тежи ли таа фиока таму со тие песни? Сигурно има, не цел, али 70% од животот има таму. Изгледа па се сакаш само за себе да си ги задржиш тие емоции, не сакаш, освен ако не е нешто како што кажуваш, да се соберат сите на куп, па тогаш да се отвориш. Што сосема во ред. Не. Напротив, сакам да излезе секоја од нив. Сакам да слушне секој, да осети некаква емоција и најверојатно и нешто поучно да извади од неа. Пак ќе кажам, значи музиката е лек, мислам дека доколку и јас успеам со тоа да излечам некој од некаков проблем, мислам дека тоа е сепак успех и гордост. Зашто да не? Што мислиш за изминатиот период, одмина долг
долго време после она што се случи во Кочани, колку смиташ дека после таков настан е значено менталното здравје? Особено кога ќе изгубиш блиска личност. Премногу, премногу. Во Кочани реално дојдоа доста психолози, психијатри, кои што разговараа со луѓето, кои што се понудија за помош, кај секоја фамилија, кај секој засегнато дете. Помина долг период, али мислам дека е сепак краток. Треба да помине уште долго време за да залечат тие рани. Уште се осеќа целата таа траума во Кочани, макар што, знаете, август најчесто доаѓаат оние кои што се иселени од Кочани, градот се полни во тој месец и живна малку од малку, така имаше раздвиженост низ градот. Го осетив тоа, организираше концерт на Владо Јаневски горе на споменикот на Слободата, како надвор од целиот град Мацев, како на посебно местенце, каде што појдоа луѓето и искрено јас не бев, али гледав доста видеа и слушнав доста коментари дека било преубаво, дека пак луѓето на некој начин запеале, особено време кај оние кои што изгубија дел од семејствата. Тоа мораме да бидеме силни и да го победиме и ова. Имаше голем удел твоето излагање и поддршка во тој период и сето она што го направивте реално за Кочани. И тоа луѓето не го забораваат. И мислам дека се уште ќе очекуваат и следни активности, чекори, за да им се помогне на луѓето кои што и тоа како им е важно менталното здравје. Дали мислиш дека психолозите доволно прават во овој моменти? Па мислам дека се трудат. Мислам дека се трудат да разговараат со секој кој што има потреба од разговора и тоа зависи од самите луѓе. Некои се отвараат, некои не се отвараат, али јас препорачувам на секој од нив да се отвори, барем пред оние професионални лица кои што се занимаваат со тоа, да се отвори, да си ги каже своите емоции и мисли кои што го моментално оптоваруваат и мислам дека ќе му е доста полесно. Го охрабрувам, секој барем да појде на еден муабет со оние професионални лица кои што дојдоа, психијатри, психолози во Кочани, а и без разлика дали во друг град и било што, нека направат барем еден основен, најобичен муабет, како сега јас си направат еден муабет и се надевам дека доста ќе и помогне. Знам дека доста ќе и помогне, пак ќе кажам, ќе треба доста време, ќе треба да се залечат тие рани, ќе биде подобро. Сигурен сум во тоа. Не знам како се викаше фронтманот на групата кој што ти ја спомна, Imagine Dragons. Ден Рейнолдс. Меѓутоа имаше онен настап, едно видевце, ако можеме ќе го вметнеме во режија, која што звучеше на следниот начин, дека луѓето не треба да се наштетуваат на себе, не треба па и што и да им се случи, како огромен предизвик, да се ги одзимаат животите, можеби треба да сме повеќе тука едни за други. Односно, никогаш да не се предаваат луѓето. Има доста добри, како да кажам, поучни искази кажано, особено на концерти, човекот има ова енергија, по тоа што ги гледам концертите, затоа и ми е желба да појдам на нивни концерт. Ми се свиѓа што премногу е природен, премногу е тоа што си е, го гледаш колку премногу е енергичен, колку има таа негова харизма и жар на секој настап, а од друга страна го гледаш неговиот приватен живот, колку е спокоен, фамилиарен, со дечиња, со жена и си викам, нели, еден од кој што треба да учиме, стварно. Има и вистина во целото ова што го кажа пред малце за поуката која што ја даде. Многу мина кажа дека и со случајот во Кочани си го најдоа својот херој во тие приказни, односно луѓе кои што спасуваа животи. Ме интересира кај тебе во твојот личен живот. Кој е херој? На кого се огледуваш во животот? Кој ти остава нака силен впечаток, можеби дол, на кој што сакаш да ги продолжиш тие стапки? Татко ми дефинитивно. Па, пред се скромен, музичар исто, имаме доста настапи заедно со него, свири пее, програмер исто и тој, има доста софтвери кои што ги има креирано, кои што ден денес има фирми кои што работат по неговиот софтвер. Створено, можам да кажам, прекрасна фамилија. Ќе звучи сега глупо ако го кажам, ама мислам дека стварно убаво сме воспитани и јас и брат ми, и од него и од мајка ми нормално. Ете,
ќе го земам неговиот пример за понатаму за креирање и фамилија и бизнис план. Има дадено една многу убава поука во животот ми има дадено што ќе му ја памтам цел живот. Мислам дека требаше да одам на она екскурзија која што ја правиме во средна школа во 3-та или 4-та средно. Бевме Прага, Виена, Будимпешта. Тука се спремам за на екскурзија да одам, да пакувам работи едно друго со школските. Знаеш, обично родителки ти рече, еј, памет во глава, пази што правиш, едно друго. А овој не. Овој дојде и ми вика, ќе ти кажам, вика вака. Што и да правиш, направи го вика умерено. Шетате, ако не знам, одите едно друго вака така, шетајте, поминете милион километри, ама кога ќе сватиш дека е доволно, оди одмори. Значи, шетањето нека ти биде умерено. Како на некој начин го гледам како за седа е така. Кога ќе размислуваш за здравје, ако премногу се оптоваруваш со тоа, не е во ред. Ако не размислуваш на тоа, пак не е во ред. Нека биде умерен. Ако размислуваш на работа, ако премногу се оптоваруваш со работата, не е во ред. Ако не размислуваш уопште на работата, пак не е во ред. Нека биде умерен. Треба баланс. За се. Балансот треба да е, валјда треба да е за се. Значи, не треба и премногу да се впушташ во нешто, не треба ни ич. Треба да има некоја Рамна линија некоја сакаш некоја да рамнотежа. Види за баланс треба две страни. Ако татко ти таков совет ти дал, балансот кај мајка ти што вели? Мислам дека они цел живот се подржуваат еден со друг за се. Така да Кој е најдобриот совет што ти го дала мајка ти? за неа можам да кажам дека она е една од луѓето кои што пред се гледаат за другите, па после за себе. Мене тоа знаело да ме ваде многу од контакт. Значи, она се става секогаш на второ место. Она секогаш како нека има и за другите, што е наше ќе си дојде. Ајде, нека што е наше ќе си дојде. Значи, цело време така, прост пример, ќе си, не знам, ќе ја чукнам колата, ќе направам штета од, не знам, илјадници евра. Си дојам дома и кажувам, така и така ја чукнав колата, илјадници евра. Се во прашање, се нервирам, вака така и она како, иш да не се секираш. Полека. Нека Баланс се збие во во животот. железото. Умерено и во нервозата. Е, така. Нека се збие во железото. Се што е со пари, Ке се се што надомести. се решава со пари, не е страшно. Она што не се решава со пари, тоа знае да е страшно и да е буквално да се помолиш на Бог за да ти помогне во тоа. А она што се решава со пари се ќе се заработат и ќе го решиме. И тоа е еден од советите неизини кои што многу тежи значи. Кој повеќе те поддржувал со музиката? Татко ти, бидејќи сепак имате заедничка тема за музиката или пак мајка ти? На почетокот и двајцата не, затоа што знаеш како ти магистер на финки премногу се фокусираш на музиката, златна работа имаш, како знаеш како работи си го тоа, ова нека ти биде само така попатно. Али ја некако намерно ја почнав целата таа приказка со музика затоа што не сакав да дремам премногу сати пред лаптоп. Мене ми се дешаваше стварно многу сати да дремам пред лаптоп. Додека бев во фирма, 8 сати во фирма, ќе си дојдам дома и од дома уште 3-4 сати фриленс и тоа некојаш знае да бидат по 12 сати на лаптоп на ден. И знаеш, тоа е некоја асоцијална работа која што си затворен во 4 ѕида и сакал некел те здивува. Сакал некел стануваш човек кој што едноставно е социјално запоставен. Не сака премногу да комуницира со луѓе, не сака премногу да се дружи, сакал некел професијата има удел во тоа. После некое време, тука, можам да го кажам, брат ми имаше удел како да ме каже, јас тебе не те гледам како таков човек, како човек што ќе сака да се затвори дома. Ти цел живот си бил со менаџерски способности, со социјално активен, расположен, друштвен, дружелюбив, со секој знаеш да се здружиш, со секој знаеш петреда муабет да направиш. Не те гледам како таков човек. Зошто? Да здивуваш, исто имав еден другар, како после некое време се гледаме, Америка живеевме заедно и после 5-6 години он се враќа од Америка, пошто јас се вратив 5 години пред него. После 5 години он се враќа и за 2 години сме биле таму поминати, за се и се што сме правеле муабет. Дојде после 5 години, седнуваме на едно кафе и мене тешко ми оди муабетот. И он вика,
ти си заборал да правиш муабет. Вика, што се дешава со тебе, знаеш? И ја му викам, најверојатно, викам, нели, работава, викам, си има удел, викам, ете, викам, знаеш, како се научив, викам, да сум сам, се научив да сум затворен. После тој муабет, што го спомнав претходно со брат ми, како дај да те земам со мене на фотосесии, дај малце ангажирај се со фотосесиите, дај Да се конектираш, да. Секој ден сме на различна локација, секој ден се запознаваме со различни луѓе, различни модели кои што ги сликаме. Денеска сликаме како сме, не знам, бизнисмени, утре сме нешто работници за градежништво, па одиме јаваме коњи, па наредниот ден возиме картинг количка, па се пикаме во ѓубре, сме просјаци, па се што ќе ни текне, секоја можна идеја што ќе ни текне и буквално тоа беше некоја приказка, ден денес трае, ден денес тоа го организираме, кај што секојдневно и запознаваш нови луѓе и се сретнуваш со нова тема, ќе влеземе во некоја хала, во некоја фабрика, таму ќе видиш нови машини, која како работи, па ќе дојде некој човек па ќе ти каже ова вака работи, ова онака работи. Во короната имаше период кога што едноставно згасна малце таа работа, почнавме малце да не сликаме, не сакавме да имаме нели контакт со луѓе, не сакавме нели да не сватат за погрешно, да ни земат за лошо и тој бизнис малку згасна и јас сватив дека мене ми требаат финансии. Јас се откажав од фирмава, работам фриленс и ми дојде недостаток на финансии. Јас веќе бев во влогови, во инвестиции, каде што си викав морам да направам нешто за да си ги покрием оние финансии кои што сега моментално ми фалат од фотосесиите. А пред се без разлика колку што нели тоа можам да го кажеме на некој начин наш бизнис со фотографирањето не е наш, туку тоа си е негов, тоа си е бизнис на брат ми кој што ако утре он каже не сликам повеќе, најверојатно ќе згасне. Ја тука не можам да направам ништо. Јас сум само некоја негова десна рака и тоа е тоа. Кога почна да има полека евенти музички, и јас си реков, ја креирам бенд, тоа што и почеток беше со бендов со другар мој кој што свири турски канон со 78 жици на него. И ние бевме две гитари, јас и уште еден гитарист, по 6 и бевме 12 жици од гитарите и 78 нарамно 90 жици. И така ни се вика бендот 90 Strings. 90 жици, тоа е приказката позади 90 Strings. И така го почнавме целиот тој живот музички од одење од град во град. Секаде правевме интересни забави, луѓето беа фасцинирани слушат рок-н-рол со турски жар на канонот и беа многу импресионирани од целото тоа. Потоа се смени тој состав, почнав да настапувам со друг гитарист, почнав да настапувам со виолинист и сега веќе имам состави за сите можни пригоди, од 1 па до 6 луѓе, од Unplugged, како двајца, колку што можеме да звучиме неозвучени, без разлика што озвучени, пак се вика Unplugged, па до full band, до состав за свадби, со бубневи, со сајзер, со дувач и со сејсе. Така да тоа е една приказка која што почна многу спонтано, а ден денеска сум горд на целото тоа и на почетокот немав поддршка од родителите, потоа сватија дека тоа го правам со кеф, дори одев на 3, 4, некојаш и 5 свирки ми се има дешавано во еден ден, што ете од дневна, по пладневна, па вечерна, па во диско, па на афтер до Савајл. Она клише прашање што сите го прашуваат и сите го помислуваат и сите некако се фокусираат на себе да си го дефинираат, да го живеат. Дали си среќен? Па да, реално да. Што е тоа што те прави среќен? Здрави. Здраве ме прави најсреќен. Додека здравјето е во ред, не постои нешто што може да ми го расипе позитивниот мајндсет. Не дај Боже тоа да се влоши, тоаш веќе најверојатно би се влошило и мајндсетот, али додека е тоа во ред кај мене, секој треба да си мисли пред се за себе, за своето здравје. Додека тоа е во ред кај мене, знам дека ги правам среќни и моите и сакам да е истото и кај нив и нормално кругот на блиски, а и на секој. Значи буквално секој на овој свет го посакувам тоа. Ако е тоа во ред, сите ќе можеме да размислуваме многу попозитивно и да ствараме многу попозитивни и поголеми човечки работи, ако е тоа во ред. Кога е тоа загрозено, се паѓа ово. Кој ти беше најсреќен момент оваа година? За некој месец, два, помалата, на брат ми ќе прави годинка. Така да кога се роди таа, Анастасија, беше онака баш момент кога девојче во фамилијата. До тогаш се беа машки. Првото дете му е машкото, он има веќе
3 години и дома ние двајца машки и баш кога ќе разгледам во фамилијата некако сите сме братучеди, многу ретко има кај нас. Од женската страна има девојчиња, од машката се мажи и ова беше девојче Анастасија, кога се роди она, беше онака баш момент, конечно женско во фамилијата, ќе има некој што ќе се гушка. А вака вие се гушкате ли? Па да, сум huggable person. Мислам дека прегратката е исто убава енергија. Преградка е начин да пренесеш позитивна енергија. Знаеш што имам забележано меѓу односите на луѓето? Што мислам дека многу недостига, може и ти ќе се согласиш со мене. А тоа е при прва средба, дали ни се радуваат луѓето кога не гледаат? Па дали да е често или ретко? Дали не прегрнуваат вистински или е само здрава? Како си? Ти недостига ли такво нешто? Оние кои што ги сакам и што ги сметам за едни од најблиските, мислам дека не поминува средба без да се гушнеме направо. Некогаш и тоа повеќе кажува. Па да. Со оние кои што ми се блиски не поминува средба, прво мораме онака една топла преградка, кај си, добар ли си, па после се друго. А нормално, нели, не можеш да се гушнеш со секого. Оној кој што не ти е близок, може да ти свати погрешно, не да беше. Мислам дека ќе напишеш нова песна сега за тема преградка и емоции. Може. Реално е интересна тема. И да, самата преградка кажува многу. И треба да се практикува повеќе. Барем помеѓу блиските. Тоа мислиш дека бија научиле сега малата еве женска енергија која што ќе кружи околу вас и вашата фамилија? Што бија научил прво во овој свет кој што за нејзе многу рано да го учи, ама најважна лекција онака? Она од татко ми е на умереност. Мислам дека таа треба да ја практикува секој од нас. Значи со се што прави, нека биде умерен. И нека нема нити ич, нити премногу. Нека биде тука некаде, на средина. А ако некогаш ти отиде вагава малку надолу Се или дешава. дигава нагоре? Се дешава, затоа сме ние тука да избалансираме. Значи, тоа е најбитен фактор за, ајде да кажам, среден живот, кога ќе успееш да ги избалансираш оние 4 најбитни работи што ја би ги рекол. Значи, кога ќе успееш да избалансираш грижа за здравје, тука спаѓаат физичка активност, храна и одмор. Кога ќе успееш со тоа да избалансираш работа, со работата да избалансираш време посветено за семејството, нормално за блиските, за љубовта, за се. Четврто нешто е да посветиш време на некое хоби што ти исполнува. Тие 4 работи кога ќе ставиш баланс помеѓу нив, мислам дека тогаш на некој начин ти е среден животот и секој дневно се трудиш да го средуваш се повеќе и повеќе. Секој ден таа линија се искривува, паѓа, се крева, ти мораш да ја балансираш и да тече рамно. Јас и ти дали сме доволни за да го менуваме светот кон подобро или мислиш дека ни треба уште малку време за да собереме движење, друштво, колективна свест да се приклучи? Јас и ти никако не сме доволни за да смениме светот. Значи мора да се приклучи секој еден од нас во менување на нешто подобро. Од друга страна, промената на светот почнува од самиот себе. Почна ли ти? Немам некоја намера да го менувам светот, искрено. А својот свет? Немам намера ни да го менувам својот свет. Едноставно само имам некој идол за себе си што го гледам и целам кон него. Што не значи дека кога би го стигнал, нема тогаш да имам друг идол за понатаму. Тоа цело време ти прави некоја цел, ја достигнуваш целта, а сваќаш додека си ја достигнувал оваа цел, веќе ти се створила некоја нова. Многу убаво звучиш, морам да ти Секогаш кажам. така. Ти благодарам многу што посвети време, дојде кај нас во студио и се ресетираше на момент за себе и својот живот. Каква порака би пратил до секој еден млад човек, еве кога станува збор за ментално здравје, и да најдат и они некоја умереност во животот, некоја насока? Па да, тоа би го пратил, би го препорачал да се најде балансот, помеѓу оние 4 работи што ви кажав, да се грижи колку што е можно повеќе за своето физичко здравје и споделува моменти со блиски, наоѓа работа
која што сака да ја работи, наоѓа хоби која што го исполнува и го релаксира, на тој начин мислам дека менталното здравје ќе му се задоволи и во сето тоа нека вклучи музика. Музиката е секогаш лекот на се. Нека Така ли вклучи беше? музика. И јас сум, знаеш што, јас сум фанатик на луѓе што пеат. Без разлика дали знае да Па пее. ти кажи, јас сега ќе пуштав глас, не можам да пуштам глас Без никако, разлика сега на дали. крај ли? Дали знае да пее или не знае да пее не е битно. Секој нека пее, макар додека вози во кола, додека се тушира, без разлика, нека пее. Колку што може повеќе да пее, пеењето едноставно го подобрува умот и менталното здравје. Јас имам одличен предлог за наше следно видување во студио, да се донесеш гитара, ќе ми го ветиш тоа, и ќе си го започнеме подкастот токму така со музика и со убава енергија, а до тогаш ќе ти посакам да си имаш нови животни лекции кои што ќе можеш да ги споделиш со нас и секако да не подсетуваш на убави пораки по социјалните мрежи и се најдобро. Само вака да ми цутиш. Исто и вас ви посакувам се најдобро со проектот кој што го имате започнато. Нека ви тече се како што си планирате. Искрено многу ми се свиѓа идејава. Мислам дека кај многу луѓе ќе допре. Верувам и јас. Ти благодарам уште еднаш многу, а ние, драги прекрасни гледачи, се гледаме во следна епизода. Нема да ви откривам кој ќе ни биде следниот гостин, меѓутоа верувам дека ќе ве заинтригира бидејќи ќе има многу што да сподели со вас, а до тогаш ви посакувам да се грижите за своето ментално здравје, своите мисли. Ве молам од моето најдлабоко срце, ширете убава и позитивна енергија. Чао!